Добар ден од мене. Вие сте со уште едно издание на Црвена линија. А еве зашто ќе дискутираме токму со вас. Данок на имот на мускули. Од 4 скопјани, 3 не пријавиле данок, а и не платиле данок. Само 25% од жителите на Скопје го полнат буџетот по ставка данок. Во градската каса слаб прилив на пари и од фирми. Градоначалничката Данила Арсовска со изјава: градежна компанија изградила, а не пријавила дури 750 станови. Името на фирмата Фантом никој не ја знае, а градоначалничката има едно име, ама не е сигурна дали е таа фирма за која станува збор. Граѓаните во Скопје не плаќаат и фирмите не плаќаат. Денес две поврзани прашања во една тема за вас. Има ли казни за тие кои што не плаќаат данок и каква е состојбата во другите општини, односно каква е состојбата во другите градови? А на социјалните мрежи секако ќе потсетам дека треба да не заследите Facebook Црвена линија, објавена е темата. Тука секако коментирајте, лајкнувајте и шернувајте. Истото можете да го сторите како и на Twitter, така и на Facebook на правилот на Телма телевизија. А ако кликнете на Instagram Story, секако претходно заследете и на оваа социјална мрежа, не заборавајте да дадете одговори и активно да учествувате во денешната анкета. Прашањето е дали плативте данок? Да или не? Како одговори инстаграмџи ќе соопштиме, се разбира, по рекламите, а сега наред сте токму вие. Ќе ги вклучиме нешто подоцна и твитерџи, се разбира, како и во секој издание, издвојуваме она што е коментирано на темата токму помеѓу нив. Но кои се вашите одговори, вие дали плативте данок? Секако очекувам да ги слушнеме на 02-307-0005. Ке ве подсетам, имаме 5 активни линии. Задолжително, како и во секој издание на Црвена линија, ќе напоменам да се намали тонот на ТВ приемникот, односно целосно стишајте го звукот. Можете да не гледате, без звук повторувам, а да зборувате секако во Црвена линија заедно со мене, само преку слушалка. Па ако го имаме и првиот гледач за денес, нема што да должам јас, секако сакам да слушнам од вас и секако прашањето е до сите гледачи од сите градови, места каде што не следите. Односно, дали сушност е иста состојбата како во Скопје и во другите градови и во другите општини. Добар ден. Дали се слушаме во Црвена линија сте? Добар ден. Добар ден, секој добро, во Црвена линија. Дали сум во Црвена линија? Сте во Црвена линија, повелете. Сега вака, значи, данок у Скопје најмногу не плаќат урбаната мафија. Добро, ве слушаме, значи, продолжете. Таму треба и мораториум да му се стави на таа урбана мафија и прогресивен данок да му се стави и да не исполнува онај Зоран Азманов, онај Лазаревич, правејќи и Холиде и Ин. Значи, таму треба прогресивен данок. Това данок да му се стави. Како може, наталитет нема, 60 стана така стоат во Скопје заклучени и не плаќаат данок. И прогресивен данок и ништо повеќе ни помалку. И еднаш крај да се стави на таа урбана мафија. Тоа најповеќе изразено во Скопје. И под сито треба расправа у парламентот по брза постапка и да му се стави прогресивен данок и тоа тродупо да му се стави. Кој е тие Зоран Азмановиќ или Лазаровиќ што праве згади кај Холиде и Ин? Ние немаме наталитет, тие згади прават. Кој ќе живее у тие згади да ги прашат? А еве според вас... Дали ме слушате, еве според вас кажете ми, има ли... Според вас има ли казни за тие што не плаќаат данок? Како? Според вас имате ли впечаток дека има казни за тие што не плаќаат данок? Не плаќа данок. Па нема казни, како? Урбаната мафија треба да се казнува.
Така, благодарам многу за вашето јавување во Црвена линија. Секако потсетувам, продолжете да не следите, можеби подоцна повторно ќе сакате да се вклучите во Црвена линија, секако е возможно да направите репете со јавувањето, да добиете нови 90 секунди. Ајде да видиме кои се следните одговори од вас. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам секако. Аца Гидовски на телефон. Ако може малку погласно, подобро да ве слушнем. Јас добро ве слушам, телевизорот ми е на нула. Така, малку погласно јас побарав за да ве слушам подобро. Добро, окей, фала. Дали има казни? Верувајте, казни има селективно по општини. Каде што се албанската популација нема казни, дури награди има, затоа што за струја, за данок, дури државата им плаќа. А каде што се македонците е обратна ситуација. Казни и се плаќа данок. Обратно, кај албанците нема фискализација. Како може данок да плати кога без фискални работат 70%, 80%? Лично сум во Чаир, така да тоа го гледам секојдневно. Примерот Арачиново, струја им платија 6 милиони евра, даноци за куќи, за данок, за дворно, за ништо не се плаќа. И како може, господја драга моја, да биде исто, како за мене, така за него? Не е исто. Тоа е селективно, значи, ќе ја ускратиме. Казни има само за македонската популација. Со оваа влада, така ќе тераме. Али се радувам што брзо ќе заврши. Благодарам многу. Ние се радуваме што се вклучивте активно во Црвена линија. Продолжете и да слушате и да гледате какви ќе бидат одговорите и еве како ќе се развие понатаму дискусијата во Црвена линија. Даваме предност на гледачите. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Се јавувам од овој прв пат. Успеав некако да добијам една линија и интересна тема. Драго ми е дека е тоа така. Целосно го пратев претходниот дискутанти, потполно е во право и не сакам тоа да го повторувам. Значи, целосно е во право, што се однесува за албанската популација, него јас лично сега за мене ќе кажувам. До ден денеска апсолутно не сум должен ништо, ниту за данок, мислам на имот, ниту за други сметки, струја, вода, сето ми е подмирено. Но, одсејавам од Кривограштанска општина, во врска со данокот на... Јас таму имам куќа, инаку Прилеп живеам. И така, како е во Прилеп во однос на плаќањето данок на имот? Јас за мене лично кажувам, јас си плаќам. Само ќе ви кажам, имам еден проблем, нешто со УИАП, ќе ви кажам после тоа. Плаќам за да не е викендица, некаде 90 квадрати е, 1033 денари, сега за минатава година 2700, зголемување 170 на 100. Значи, каде го има тоа? И нема со кого да се разбериш. Интервенирав, али тоа нема ефект, значи апсолутно ништо не функционира и не е истрано. Да е викендица, например, во Охрид, би ја давал, ќе земам нешто мовдек, јас сум сам 7. Јас ке мора еве со оглед на тоа дека прв пат еве се вклучивте во Црвена линија да подсетам особено до оние кои што еве прв пат ке имаат искуство да бидат активни учесници во Црвена линија. Тајмерот е 90 секунди за секој излагање, но се разбира дозволено е па еве можете што поскоро повторно да го завртите нашиот број и да добиете нови 90 секунди. Тука сега кој ќе ви се заблагодарам. А и ќе ве подсетам сите да не заборавите да кликнете на tilma.com.mk, меѓу другото ќе бидете целосно, брзо и ефективно информирани за случувањата во земјава и надвор од неа, но еве во однос на темата, ова е насловот на кој што топло препорачувам да се задржите, да прочитате многу повеќе. Данок на имот на мускули, од 4 Скопјани, 3 не пријавиле
односно само 25% од жителите на Скопје пријавиле данок на имот. За останатите, градот побарал податоци од катастар за да може на неплаќачите да им ги достави деночните решенија. Првично биле одбиени, па се премислиле, па одлучиле да ги достават, но без лични податоци. Ова го тврдеше градоначалничката Данила Арсовска на денешниот брифинг со новинарите. Во градската каса слаб прилив на пари и од фирми. А каква е состојбата во останатите општини, останатите градови, во однос на плаќањето на данок на имот, ќе верувам ќе ни откриете и вие. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Па мислам дека нема никаква казна. Имаше казник, има редовни платиши, тоест има на финансиска, да не кажам, дисциплина. А тоа е затоа што се толерира ради социјален мир и ради политички поени. Речеме, земете ги. Надали направивте сторија за рачино да го прашате градоначалникот како не може, како немаат не собират данок на имот. А пазете, сите кванташки од пазари, да не кажам пазарите на зелено ги држат рачиновци. И сега не се они не плаќаат данок. И речеме, идете по општините, прашате ги зошто тие даночни кои не плаќаат данок не ги пуштаат на извршител, да ги прашат, или УЈП. Еве градот Скопје да го прашате колку граѓани има дадено на извршител за неплатен данок за повеќе од 2 години. Бидејќи на третата година застарува финансиско побарување, по согласно законот за ова парнична постапка и таму за како го викаат до другото. И сега кажете ми, овде кој плати, кој не плати, не плати. Ќор дал слеп земал се вика тоа работата. И утре ќе или земете го, катастарот не му дава податоци на градот за имотна состојба на граѓани. Господа чуј да брани. А земете па уште од 80%, 90% од овие новоградливе становите дека се без имотни листови затоа што се да не кажам правени како по закон и пропис. Тоа е, кога се толерира, ќе се толерира. Од корен. Благодарам многу и вам за вклучувањето во црвена линија. Еве ќе одиме малку и со твитерџи, ќе застартуваме со овој твит конкретно. Росана, еве, има напишано во однос на насловот, односно на што пред малку нели ви го прочитав на telma.com.mk. Росан има напишано не било само Арачиново муфте, што значи дека само 25% од жителите на Скопје пријавиле данок на имот. Каква е состојбата во другите општини и секако во другите градови? Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден ни вам. Па да ви кажам, ја не знам што прави град Скопје. Значи нема потреба да чекаш да пријавиш данок. Значи нели е све компјутеризирано. Ке си отвориш, катастар мора да исфрли све, да види кој, што, како и секој да си добие. Зашто да се чека некој да пријави данок? Не можем ја ова да го сватам. Брате, нема тука, без пардон. Ти се пријавуваш, си добиеш, не плаќаш, се знае добиваш извршно и готово. Меѓутоа, за жал кај нас ова е, како да кажам, различити аршини за секого. Значи, градоначалниците си се понашаат како општината да е нивна. Буквално. Ја живеам во општина Картуш, еден куп тука имам нешто што ми фали од општината, што не добивам услуга за осветлување, а плаќам осветлување. Значи, мојата улица 2-3 дена у месецот дали има осветлување, дали плативте данок кога веќе спомнувате? Си плаќам данок. Значи, ние што плаќаме плаќање, ние сме од 60 години. А тие што се други и нови, што прескокнуваат и што не сакаат, и градоначалничката, ја не знам што прави на град Скопје, се тужеше, правеше гјуки на автобусите, ги остана луѓе дека по улица. Значи таа ја не знам, онде само е буквално за пари, колкава плата има. Како може она да земе колкава плата ако не може да наплати данок на градот? Ја ова е не знам катастрофа нешто. Значи она не е способна. Ке подсетам, внимавајте само на тајмерот 90 секунди, но и тука, ќе повторам, ве охрабруваме, слободно завртете повторно и можете да добиете нови 90 секунди. Ке продолжам пак со твитерџи, не случајно, бидејќи ве сакам да слушнете, слушнам кој ќе биде и вашиот коментар во однос на ова дискусија која што ја имаат твитерџиите. Тик-так на радио ме напишано: да не ти кажувам на колку мртви им стига данок на имот,
Росана одговара, знам, не ми кажувај, додека смениш све у админ и наследниците ќе умрат. А Ел има напишано, само јас и пар други плаќаме, значи веднаш штом ни стигне за плаќање. Росана одговорила и јас. Сега имаме и вакви коментари од Твитерџи, односно искуство дека и на мртви им стига данок на имот. Добар ден. Здраво, Тина. Здраво, во црвена Ви линија. посакувам убав ден. Најубав ден и вам секако. Благодарам. Гледач од Скопје и би се надоврзал на гледачот пред господјата, кој упати на тоа дека постојат казни. Јас имам наследство од починат родител и не бев сигурен до кога треба да се уплати данокот. Меѓутоа, верувате дека постои казнена постапка, односно добив писмо во сандуче на кое пишуваше дека во рок од 8 дена доколку не го платам данокот, ќе биде покрената тужба пред извршител. Така да, директно на ова ваше прашање ќе одговорам дека тоа е казниво и дека се покренуваат постапки за предизвршител. А еве како тогаш еве од четворица Скопјани тројца не пријавиле? Како тоа се провлекло? Не знам, не би го платиле искоментирал данок? тоа. Не знам, не би го искоментирал тоа. Тоа може би, ете, фелата на новинари може да го испитаат и да утврдат зошто е тоа така. Меѓутоа, конкретно, значи лично, Така. поради непознавање на обврската до кој месец треба да се подмири, случајно пред месец дена најдов плик во кој што имав опомена, да, опомената гласи на починатиот родител и нормално го подмирив. Така да гледачите кои не се упатени како мене нека знаат дека постои процедура за предизвршител. А тоа е и прилично најверојатно со дополнителни трошкови. Така, благодарам многу еве што се јавивте во црвена линија. Порачувам да продолжите да не следите. Ке има и многу гледачи, верувам. Па и еве ги охрабрувам и од другите градови, бидејќи прашањето е секако и до вас. Каква е состојбата во другите општини, другите градови во однос на непријавување и секако неплаќање данок на имот? Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Прв пат се јавувам, стално ве гледам, али прв пат се јавувам е трогна овие од Крилогашчина од Прилеп. Па драго ми е, се надевам нема да биде и последен пат. Не, јас седам, не сум се јавил, се овие ме провоцира, викат албанци не плаќа данок. Па јас овде живеам во општина Крилогашчина, Диско, тука од општина Крушево, тука пазаруваме, сите се албански, прават тука проблем во тие доаѓање, на никоја фискална сметка не му даваат овие. Еве тие се македонци, нека даваат фискална сметка. Во Прилеп 300 милиони евра од тутунот целата албански го остават, никоја фискална сметка не даваат, ни во белотехника, ни во прехрана, во нигде. Значи толку за тие чести таму Прилеп и Крилогашчина, јас ги знам, од тука живеам, тука бам промет. Тие ќе ми кажат кои биле поштени, кои не биле, тие поштени биле. Да ги знаат, сам себе да не го знаат. Се јавувате од Прилеп, предпоставувам, колку што ве разбрав, така? Да, од Прилеп и од Крилогашчина. Така, и ве кажете ми каква е состојбата во Прилеп во однос на тоа пријавување и неплаќање данок на имот? Во Прилеп никој не дава фискална сметка едно, а даноци плаќаат кој како што сакат. И плюс, струјата ние албански сел да плаќаме, јас плаќам 6.000 ларки месечно, а некој македонски Крилогашчина плаќаат 1.000 ларки месечно. И во струјата не крадат на албанците. Затоа ова рачуна не плаќа струја, затоа што 5 пати дупло плаќа струја албанците. А во однос на данок на имот, еве тоа конкретно не интереси. Данокот на имот мене денеска ми дојде утре ќе оплатам. А овие што сите овие што се во Крилогашчина, Крушево, тие Прилепски, никој не плаќа данок, затоа пробаѓаат општините. Тоа да знаат. Не е само да обвинуваат албанците. Тие многу честни, една фискална сметка не дават Крилогашчина. Така, благодарам многу еве што и прв пат и се надевам нема да биде последен пат и ќе продолжите да учествувате во секоја наредна комуникација и дискусија и тема се разбира на црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Скопје. Така? Прв пат да се јавам на една од која била телевизија. Драго ми е дека е така. Данокот ја го плаќам уште
вториот ден кој ќе добијам решение. До сега немам ненаплатено ни една фактура. А ова со секој четврти непријав данок. Познато е дека во Скопје над 40% се дивоградби, што не се жители на град Скопје, а тука имаат имот. И немаат могуćност како избегнуваат да пријават имот. Кога тоа ќе биде, општината во соработка со катастрот, тоа лесно може да реши тоа. Има тие планови, имам преку интернет, преку катастер се мапа, пример на наша улица, од 50-60 куќи, уцртани се во планот во катастер само 10 куќи. Другите куќи се водат како дивоградби. Кого прашам, вика, ја не добивам решение за данок на имот. А тоа е 20 и кусур години. И кои некога ќе добијат. Така, благодарам многу и драго ми е дека имаме гледачи во поголем број кои што за прв пат се вклучуваат во Црвена линија. Продолжете, секако драго ќе ни биде и во секое наредно издание да ви имаме повторно. Добар ден. Добар ден, повторно Ацо Гиновски. Може, секако, повелете. Да. Ќе ве прашам каде се спроведуваат даноци најповеќе во центарот на градот Скопје. А каде е сивата економија? На Битпазар, пластичарска. На Кванташки, пазар. А тој бугљак, јас ќе ви кажам, лично секој пазарен ден сум таму. Пошто имам некои интереси, собирам некои работи и сум заинтересиран. Влезот таму е 40 денари и даваат бланко парагон блок. Ни печат, зимаат пари, не се онаде. Сите што влагаат... Еве во однос на темата, тоа е во однос на неиздавањето фискални сметки, а данок на имот, непријавување, неплаќање. Па и ова е една врста данок, значи прикривање на данокот. Прикривање на данок е фискализацијата. Значи работиш без фискални, у джеб ги ставаш парите. Државата како ќе онади? Еве ни дадовте насока и идеја, например, да разработиме тема околу тоа каде се забележувате, не забележувате издавање фискални сметки. Така, сакам да кажам нешто. Општина Сарај, милион пати сум го кажал, вода тече 20 и кусур години во езеро Треска. Фи 120, никој не ја сопира таа вода. Кој ќе ја плати таа вода? Благодарам многу, иако верувам еве дека имате многу што да споделите со јавноста, работи кои што можеби не сме запознаени, сепак препорачувам да се држиме до темата. Конкретно зборуваме за непријавување и неплаќање на данок на имот, односно данок на имотот буквално е на мускули. Од 4 скопјани, 3 не пријавиле. Дали има казни, имавме гледач кој што рече дека заборавил, изумил и сепак стигнала казна, односно бил задолжен да го плати данокот на имот. Но зошто е ваква состојбата пред се во главниот град според вас и особено не интересира како е состојбата и во другите градови и општини по однос на непријавување и неплаќање данок на имот? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден, се слушаме? Да, повелете. Вака сега. Еве што прави град Скопје. Значи јас ќе кажам случај што имам тука лично, не лично, во фамилија, не е битно. Значи во една куќа живее еден. Меѓутоа има наследници уште 20. Сега, се плаќа целиот имот, тој што живее го плаќа данокот за целиот имот. Плюс тие 20 што се наследници плаќаат по пола. Значи 2 пати се плаќа целиот имот. Значи некој плаќа дупло, некој не плаќа нич. Ја не знам ова градско собрание град Скопје што прави. Знаат ли таму или еве сега исто се случува на продаден објект стигнува пак данок на имот. Значи не на тој што го продал, више што не е собственик. Значи имате вие таму
договор за купопродажа во град Скопје заверен дека тој имот треба да се води на друг. Меѓутоа, они си пуштаат на претходниот. Ја не можам да сватам град Скопје гледа што прави. Од некого зима по 2 пати, од некого ни еднашка. И што работат тие таму во град Скопје? Значи треба секој пат да одиш да се расправиш и да им кажуваш, па има бре брате компјутер, тој компјутер треба да биде отворена комуникација, тие се државни установи и катастар и град Скопје. Како може да не може да има некој пристап? Значи, ова е срамота невидена. Ево, ова ще ви го кажем одлично, мислам, фамилиарно, близки, како... Така. Благодарам што ги споделувате личните искуства и сега како граѓани. Ево имаме и конкретно прашање кој ќе подсетам дека е анкетно на Instagram стори. Заследете не еве сега веднаш доколку можеби подосна и се вклучивте во црвена линија и сакаме да слушнеме и тоа дали плативте данок. На Instagram стори можностите за одговор се да или не. А како ќе одговорат гледачите во црвена линија, ќе слушнеме понатаму. Добар ден. Добар ден. Дали плативте данок? Да ви кажам, редовно данок, редовно струја, редовно телефон, редовно се гризам за Македонија. Господи или господите, не знам што сте, да кажам за Скупи. Во Скопје или Скупи веќе што стана Скупи, тие што не плаќаат струја, тие не плаќаат и данок бе. Дали им е јасно на овие сите скопјани, да не речам скупјани, скопјани. Дали им е јасно кој градоначалничката која кажа дека некој направил дали 750 или 7500 станови, а ни за еден не пријавил нити платил нешто. Па кој е тој човек, па што човек е тој? Министер ли е? Газда ли е на градежна фирма? Што луѓе се тие? Што кријат? Што не даваат ништо на државата, а се земаат од државата? Срамота е веќе што живеат македонците во оваа држава. Срамота и греота е. Меѓутоа, некој вика што не излегува што, па камо еден политички лидер да го повика народот, да му подели моралот, да тој човек појде и да знае зашто оди. Ова се лигави деца, лигави глисти. Дали овие или оние, и било кој, овие волјачки сега дека се дружбански настроени, фашистички настроени и така. Меѓутоа, опозициони бе. 7 години да не може да избори да дойдат. За гревото е. Благодарам многу за јавувањето. Еве, твит ќе прочитаме сега, па потоа надоврзете се и на твитерџи, сега доколку ве инспирираат во таа насока. Терсена има напишано Данила Трепка со празната сметка. Мите Најдов допишал. Па нека наплати данок на имот во Сарај и Чаир, нека наплаќа 90% за водовод и канализација и ќе има пари на сметка. А она што е интересно дека токму градоначалничката Данила Арсовска има дадено изјава каде што градежна компанија изградила, а не пријавила дури 750 станови. Името на фирмата Фантом никој не ја знае, а градоначалничката има едно име, ама не е сигурна дали за таа фирма всушност станува збор. Еве и ова како го коментирате. И секако сакаме да слушнеме каква е состојбата и во другите градови и општини. Со оглед на тоа што во моментот дискутираме за Скопје, но сакаме токму од вас да слушнеме како и во другите градови, дали се пријавува и се плаќа данок на имот. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, еве, верувам, вие од Охрид ни се јавувате, така? Да, точно. Да, од како е во Охрид по ова прашање? Па, како да ви кажам, не знам, кој плаќа, кој не плаќа, меѓутоа, општините треба си имаат список, кој станови на кого припаѓаат. Има, значи, една се запишува тој список и секоја година тоа само се праќа фактура. Сега, колку сето тоа зависи од општината, општината е виновна ако се плаќа или не се плаќа. Ако не плаќа, се знае на извршител. Меѓутоа, во оние општини кај што не се плаќа данок, како што го спомнуваат повеќе граѓаните Рачиново и Чаир, зашто? Значи, од тие општини добиваат донации од државата за нивното работење. За оно колку што имаат станови регистрирано на нивна територија,
за одреден процент да им се намали тој приход, а овде ќе биде помалку приход и од данокот за имот, тогаш ќе размислат тие градоначалници дали да ги активираат тие списоци и дали ќе треба да наплаќаат данок на сите граѓани кои се на нива територија. А се додека тоа не се направи, некој да не ги удри по нос, значи да се одбие од оно што го користи. Он лесно, мој ќе ги подмира личните доходи, другото му е гајле. Дали ќе има за канализација, водовод или било што. Така само ние ќе се освестиме само ако некој не казне и ако ни земе динар од нашиот джеб. А се до тогаш ќе биде онака како што размислува други. Благодарам. Благодарам многу и вам. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Се слушаме. Драго ми е, убаво ве слушам, повелете. Така се јавам од општина Кисела Вода, населба Пинтија. Значи, ова прашање е многу важно за државата. Многу убава тема се ставиле. Благодарам. Пазете, овде треба лојалност од граѓаните. Држава не може да биде ако не се плаќа данок. Тоа е факт. Значи, данокот не сме ни динар, кој сака нека е свети премиер, општи работник. Тука државата неприкосновена, али и државата према своите граѓани треба сите тие побарувања што треба да не дреме по шалтерите. Значи, имам искуство, данокот убаво кидеш ке си пријавиш. Имаме сите пријатели во општини, у општината, па у градот, ќе ви објаснат. И тука може да регулира кој е лојален граѓанин, кој не е ќе најде чарка. Така, биди ви поздравена, али не може да бидеш држава ако не данок ни динар не сме да мртне. А еве, според вас, како го објаснувате ова што од четворица Скопје ни тројца не пријавиле, па и не платиле данок на имот? Абе, држава има да води општината, па ако не градот. Абе, државата има, не сме да и банка да промаши. Имаме сите увид у секоја општина, се знае, не може да мртне. Затоа нема да не биде као држава. Значи, има лојалност граѓаните према државата и државата према граѓаните. Така, благодарам многу за јавувањето. Еве и со Твитерџи ќе ви открием една интересна дискусија помеѓу нив. Радослав П. Галич прашува: ако продадам стан како физичко лице, стекнат врз основа на договор за соинвеститорство и во првата продажба изразам 5% ДДВ и станам ДДВ обврзник, дали купувачот пак треба да плати и 3% данок на имот? На ова прашање еве како одговори оние кои што го следат. Секако данок на промет на недвижности мора да се плати и не зависи од ДДВ-то. ДДВ се плаќа на буџетот на Република Македонија, а данок на промет на недвижности на град Скопје. Секој што купува недвижност мора да плати данок на имот. Како и да е, но се добива впечаток дека по последните информации само од четворица Скопјани само тројца не пријавиле и не платиле данок, што значи вкупно 25% од жителите на Скопје го полнат буџетот по ставка данок. Зошто е тоа така? Треба ли да има казни за тие кои што не плаќаат данок? Дали вие плативте данок и секако би сакале да слушнеме каква е состојбата во другите општини и останати градови на земјава. Добар ден. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Па, вака сега. Ќе зборуваме за вистината. Вистината е дека Македонија има апартеид. Значи, малцинството владее со мнозинството. Значи, мнозинството, македонскиот народ, македонците, се дискриминирани од страна на помалите во тој однос што имаат помалце права. Не само кога се работи за даноци, така и за плаќање на фискални сметки, така и за плаќање струја, така и за одење во затвор, за затворски казни. Значи, буквално на сите полиња македонците се обесправени. За вработување,
и така натака, фискални сметки, даноци, се. Данок на промет, данок на добивка, данок на недвижнини. Направете една анализа, ќе видите што се случува. Значи, мнозинството, повеќето од мнозинството се приморани да плаќаат казни. Рецимо, во Карпуш, во било која населба приградска, мислам во градот, ако не плати струја, биди сигурен за месец дена ќе ти исклучат. Од друга страна, цели села не плаќаат струја, крадат струја и така натака, загубите, лани рекоа, 100 милиони евра, и кој ги плаќа тие загуби? Ги плаќа народот, државата. А кој е тој народ? Благодарам многу за јавувањето и еве од Кумановски муабети на 26 април било објавено дека општина Куманово започнала со дистрибуција на решенија за данок на имот. Па еве топло препорачувам се уште додека трае црвена линија да се вклучат и гледачите од останатите градови, можеби во вака изгледа дека зборуваме само за Скопје, но навистина сакаме да слушнеме каква е состојбата во однос на пријавување и плаќање данок на имоти во другите градови и општини. Добар ден. Не ми е јасно како може градоначалниците да ја остават на Данила 10 милиона евра, а сега да остане со 10 милиона денари. Што направила со тие пари, наводно? Како можеле за времето на Шилего да плаќаат данок, а за ова да не плаќаат данок? Не ми иде во главата тоа. Еве, јас да ви кажам, имам минимален имот и не плаќам данок. Како може, сега од вас слушам, како може 370 станови, тамо 500, колку беа? 750 станови. Да, за 1 евро не платил данок, кој му не му дозвола да гради? Како, дали одело таа градба преку институциите? Рековте, вие не плаќате данок, како не добро? Не плаќам данок. Не ви стигнала казна, опомена или било што? Ништо не ми стига. И немам намера да платам. А дали имате минимална пензија или погрешно разбрав? Минимална пензија имам. Така, вие сте ослободени во тој случај. И минимален имот имам. Како можам да платам? Прво треба да платат тие што имаат вили тамо на водно, што имаат хациенди. А тие динар не плаќаат, бараат од земјоделецот да плати данок на имот, на поседуваат 2 декари земја и да плати имот. Данок, како може тоа? Како не им е срам? Бидете поздравени, имајте убав ден. И јас ви посакувам убав ден и секако убав ден со црвена линија, што значи продолжете да не гледате. Ако се сеќавате од почетокот на црвена линија, кога стартувавме со Твитерџи, интересно беше што на адреси на починати стигаат опомени сметки за плаќање данок на имот, но еви и овој твит е една интересна ситуација. Свели има напишано: ми стигна данок на имот за стан во Чаир. Јас стан во Чаир немам. Сега, ако инсистираат, нека ми кажат кој ќе си платам данок, ама да си го земам станот. Еве, дали ви се случило да ви стигне секако данок на имот за стан кој што или имот кој што не го поседувате? Дали се уште сте сведоци на тоа да стигаат сметки за плаќање данок на имот на лица кои што се одамна починати? И еве како го објаснувате тоа да не се пријавува данок на имот, а уште помалку и да се плаќа, така да имаме сега прегледност дека 25% само од жителите на Скопје го полнат буџетот по ставка данок. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Добар ден. Ало. Јас ве слушам, дали ме слушате вие? Ево, за даночно од Охрид се јавувам директно. Одлично. Како е во Охрид по ова прашање? Катастрофа. Ама друг се јавува некој. Не, вас ве слушаме. Аха. Пред 3-4 сати бев во даночно. Имам едно место, го префрлив на синот. 8.000 денари му барет данок. По местото нема никаков пристап, од никаде да се влези. Ургирам свето, ке видиме
и така останат работата. 8.000 денари му барат на место кое нема никаков пристап. Така ве слушаме, продолжете и одишка, една одишка, друга, те шетет и на крај ве слушаме, продолжете. Ништо, што да продолжи, човек се разочаруи да никаква потреба. Ајде, кажете ми, дали во Охрид редовно се пријавува данок на имот, дали охриѓани се дисциплинирани во однос на тоа и плаќањето на данокот на имот? За тоа точно не можам да го говорам, јас говорам за лично за мене, за другите не знам. Добро. Благодарам многу пред се што се јавивте и еве споделивте вие лично какво искуство имавте во однос на темава. Добар ден, ако имаме нов гледач. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушам. Јас се јавувам од Тетово. Како е во Тетово? Во Тетово. Јас лично да ви кажам, на се што имам, мислим, што поседувам, јас си плаќам редовно данок, затоа што нашата куќа е правена 82 година, легализирана по трет пат, значи легализирана, се е платено и таму во катастар се води дека имаме имот. До пред оваа влада во село не се плаќаше данок на имот. Сега и таму се плаќа. Но еве морам да ве навратам, зошто сте морале дури по трет пат да ја легализирате? Така, затоа што од 2006 до 2016 имаше да. Не ве слушам ништо. Зошто моравте по трет пат да ја легализирате? Затоа што тоа легализација се прави на самата куќа во катастар и да се легализира. Ако имаш се платено, си ја легализираш. Ако е куќата правена по легален пат, со дозвола, мора данок да има од самата општина. Нас решенијата ни доваѓаат од општина. Така. Секако 90 секунди е време траењето, но сега остана време за реклами, па да ги соопштиме и резултатите од Instagram стори анкетата. Сега време да ви ги откријам конечните резултати од Instagram стори анкетата. Ќе ве подсетам за следете не од понеделник. Ќе бидете дел и ви од оние кои што одговараат на нашите анкетни прашања. На прашањето денес дали плативте данок, со да одговорија 78%, со не 22%. Како да, ние можеме само да пријавиме дека за многу кусо време ќе стартува Заврти на Телма. Таму не плаќате данок, но затоа ние доделуваме убави награди, сакаме да ве подготвиме. Се разбира да ја фатите со ред традицијата. Ако за прв пат некој од вас учествува во црвена линија, особено драго ќе ми биде да бидете прв пат и во Заврти на Телма и тоа да не ви биде и последен пат. Сега да ве подготвам, одиме со прво прашање, кое што ќе се падне на Заврти на Телма, а тоа е која птица слична на кокошка, а со име на овошје е национален символ на Нов Зеланд. Кој е повикувачки број за Куманово? Ке има и прашање на кој континент соседи се птицата ему и дивиот пес Динго. Како се вика негативниот лик од стриповите за Попај Морнарот. И еве ви уште едно прашање, дури 5 ви подкажувам, а тоа е како е множина од пес. Точни одговори очекувам од вас, а јас имам многу награди да доделам за вас.